Добре дојдовте во Нов Аснум. Денешен гостин е професорот Зоран Крстевски, а причина за неговото гостување е неговата најнова книга, 12-та поред, Астролошки записи, кои деновиве професорот ја објави и е во книжарниците. Предходната негова книга, Програмирање на умот, е една од хитовите во моментот, а и тоа служеше како еден додатен импетус и додатна мотивација за професорот да напише нова книга, нешто што е негова омилена тема, а тоа се астролошките записи. Добре дојде, професоре, како сте? Добро ве најдов, позитивно, секогаш кога се вади некоја нова книга, кога се промовира, мора да биде расположението на највисоко ниво. Апсолутно. И бев на отварање на промоција на книгата и благодарам што ме покани. Имаше многу одлична атмосфера и многу заинтересирани луѓе кои беа присутни 3 сати и нешто поминаа како 5 минути. Која беше инспирацијата да ја напишете книгава, нешто што вие го знаете многу добро? Така е. Па всушност мојата најголема љубов е астрологијата. Јас сметам дека не сум ми се одолжил доволно, иако некаде 2008 година ја објавив книгата Астролошки патокс. Потоа и во Мокта на умот, Мокта на срцето давав делумни согледби од астролошки аспект, чи мудроста, ама како зодијачките знаци ги гледаат нештата. Потоа имаше нешто и во Изгреј сонце на љубовта, таму како кратки есеи се даваше еден поглед низ призма на зодијачките знаци, нивниот сензибилитет, нивната емоција, како ги споделуваат своите чувства, како пристапуваат во љубовта. И еве дојде време, после многу книги нели од популарната психологија, од филозофијата, Патот на кармата. Во Патот на кармата имав и анализа на индиската астрологија. Таму дадов согледби како во источниот свет се гледало на астрологијата, колку веруваат во судбината, во кармата. И еве моментот е да сето она што сум го пишувал со години, а можам слободно да кажам преку 30 години се занимавам со астрологија. Цел собран материјал го објавив во оваа книга Астролошки записи, кој еден добар дел од тоа што сум го пишувал остана, можеби за некоја идна книга. И тука има многу интервјуи што сум ги давал и за преседателот Трајковски, нели трагичната судбина што го снајде. Потоа сето она што беше за Македонија, низ некои астролошки осврти, каква судбина, каква карма ја следи Македонија, каде се решенијата. Дадов нели анализа и на преседателите, каков преседател премиер е потребен на Македонија, со цел да поттикнам, да помогнам, да насочам, да укажам. Така што во тој домен интересни се тие текстови, но има и многу други текстови, секако ќе ги отворите темите, но главното ми беше дека е време астролошката област да биде прикажана на малку подлабоко, по-професионално ниво пред македонската јавност. Бидејќи астрологијата не е доволно застапена во Македонија, или ако е застапена, површно застапена, без премногу книги и литература, која ќе поттикне некои љубители на астрологија да се себе надградуваат. Во тој случај, ете, оваа книга е комбинација на многу текстови на многу области. Има и забавен дел, нели зодијачките знаци во љубовта, зодијачките знаци за тоа што го сакаат. Имаме тука анализа на планетарни типови, имаме анализа на деновите, влијанието на деновите, бидејќи не е исто во одреден ден да се действува, а во некој друг ден, нели, да се биде премногу исплашен и затворен, а всушност можеби тој ден нам ќе ни одговара, а ние се пасивизираме, бидејќи сме родени во одреден ден и под одредена планета. И тоа што подразбира, ако сме родени во петок, како што е овој ден, тогаш сме под влијание на Венера. И треба да знаеме дека планетарното влијание на Венера може да ни поттикне позитивна енергија, љубов, хармонија и треба во петок да действуваме. И тука давам некои анализи колку е битно во кој ден како да се постапува, но колку е битно да знаеме на кој планетарен тип му припаѓаме низ призма на годината на раѓање. Пример, некој роден 1980 година, тој е во година на Јупитер, 1973 година, 87 и тоа така по 7 години се поместува и тука може да прочитаат и на тој план
колку е добро да си знаат под кое планетарно влијание се, што тоа донесува, како влијание има денот и во кој ден се родени, нели на основа на тоа и која планета владее со нив, и ред други аспекти кои што треба да бидат прочитани за да бидат разбрани. Затоа што, Сашо, вие знаете, кон проблематиката ние мора да пристапиме со проучување. Не можеме секогаш научно најдлабински да проучиме, но треба да се информираме. Ова е книга да се информираме. Сме се родили во одреден период, во одреден час. Добиваме астрален печат, односно натална карта. Тоа дава одредени карактеристики. Дава насоки како да действуваме, како да се поставиме. И тука јас направи во книгата голем број на анализи на славни личности. Мерилин Монро, Џон Кенеди, Винсент Ван Гог, сликарот, неговиот начин на живење, што е карактеристично наталната карта. Направив анализа на големите диктатори, Хитлер, Сталин, Наполеон, Садам Хусейн, намерно за да прикажам како некои негативци, па не ги користеле звездите, односно лошо се однесувале кон она што можеби го придобиле како астрален печат. Дадена анализа на Џон Кенеди, неговата трагична судбина, атентатот што се изврши врз него, зашто, поради кои аспекти, на принцезата Дијана, еден подлабок осврт низ призма и на тој таа трагична сообраќајна несреќа и тоа што она го носи во наталната карта, како себе се чувствувала, како пристапувала кон нештата. Значи, не е само анализата дадена за поединци, дадена е, како што кажав, и за нации, за народот, за македонскиот народ. И тоа мислам дека би било интересно да се чита, како што има во книгата и фелтон за Нострадамос, односно Нострадамос и неговите видувања. И многу работи навистина се случили, се обистиниле, таму се анализирани тие катрени центурии, аспектите за Македонија какви биле, што Нострадамос предвидел за Македонија, што предвидел за Америка, што предвидел во поглед на потенцијална трета светска војна, и таму може да се прочитаат какви се неговите согледби видувања, односно анализи од моја страна на она што тој го пишувал во катрените, во центуриите. Значи, имаме и Ерена Водолија, еве јас да раскажам книгата на брзинка. Значи, за Ерена Водолија, бидејќи навистина сме под влијание на одредени ери, сега веќе влеговме во Ерена Водолија. Да. И се чувствуваат аспектите на Водолијата, технички план, нели овие еднополови бракови, семејните аспекти се преуредуваат, други се нештата на глобален план, технолошко, техничкото го навладеа емоционално духовното. И сето тоа Водолијата го носи како предиспозиција, но тука се дадени решенија како ние во ерата на Водолија да постапуваме, што може да очекуваме и како да се подхраниме за да можеме да се заштитиме од сите потенцијални закани. Сега вие почнувате книгата дека кажувате дека треба да се верува на астрологијата, но не да се робува. Така е. Па не треба да и се робува, бидејќи замислите ако се е запишано од звездите и ние немаме слободна волја да действуваме за да преземеме некоја иницијатива. Ако едноставно се е од звездите, тогаш ги имаме оправданост на неделата кај сите оние кои што погрешиле, или кои можеби уништиле некого, или можеби убиле, или кои што украле. Тогаш тие ќе се повикаат на основа на судбината на звездите и ќе треба морално да ги ослободиме. А всушност не е така. Во третото поле од наталната карта постои свеста. Третото поле анализира свеста, тоа е полето на близнаците. Значи, на основа на свеста, таква ќе ти биде кармата. Не е се запишано. Туку имаме процентуална разлика, што понекогаш кај некој поединец судбината може да биде премногу силна, па и 80%. Кај некои луѓе кои се духовно воздигнати, судбината е многу слабо присутна, може би 15%. Значи, поентата е колку е повисока свеста и тако надсвеста, толку послабо е влијанието на планетарните аспекти. Тогаш што можеш да ги контролираш, да ги неутрализираш. И затоа на астрологијата треба да ја веруваме, но не смееме да ја робуваме. Че астрологијата помага да се информираме, да видиме каков астрален печат носиме во себе си. Бидејќи ние сме еден вид на космолошки битија. Во нас е и таа звездена прашина. Ние сме дел од тоа астрално ниво. Тој што се вели нуклеус присутен во нас со самиот постанок на универзумот. И ние сме поврзани со тоа што е горе. Затоа се вери. Како што е горе, така е доле. Микро и макрокосмос.
Значи, ние сме микрокосмос, кој во корелација со макрокосмосот. Макрокосмосот не е тоа материја само, туку имаме и ниво на свес. Космичките возови никогаш не доцнат. Точно гравитационо или астрално се поставени нештата за да нас не заштитат, односно да ни создадат живот. Замислите, ако Сонцето би било многу поблиску или многу подалечно, нештата би биле променети. Самата месечина исто така влие на нашиот организам. Ете, имаме тука една тема која посебно ја обработив. Влијанието на младата и полната месечина врз човековата личност, врз неговиот организам. И тука дадов една анализа првично и за оперативни зафати, кога е критично да се прават заради пообилно крварење, потенцијално пообилно крварење. Например, ако е оперативниот зафат кога месечината е во знакот на лав, тогаш треба да се внимава да не се прават оперативни зафати на срцето. Ако месечината е во рак, треба да се внимава на оперативни зафати на абдоменот, на стомакот. Ако месечината е во овен, треба да се внимава на главата и ред аспекти. Значи, научно докажано Хипократ го анализирал, че Хипократ, Парацелзус. Парацелзус асоцирал уште во времето на Ренесансата дека е неопходно докторот да ја познава астрологијата, да знае каков пристап да воспостави со пациентот. Дека не е доволно само медицинското знаење. Мора и ние да навлеземе во психолошката наука, но и науката за звездите, за да утврдиме какви се аспектите, какви се позициите, какви се шансите, каков е пристапот. Тоа го работил Карл Густав Јунг подосна, и он во својата, би рекол, психијатриска практика воведувал и астролошки аспекти. Анализирал натална карта, предиспозиција, пристап кон поединецот. Едно е да му пристапиш на овенот кој што е воинствен, темпераментен, кој што е брз, кој што е нервозен. Него не можеш да го исплашиш, не можеш да го ставиш под критично, не можеш да му направиш притисок, мораш да имаш поинаков пристап. Друго е на ракот или на рибите кои се чувствителни, ранливи, кои се сугестибилни, кои ги лепат нештата на себе си, кои тлеат, кои што сето тоа кое ќе им го кажеш, длабоко у себе го проживуваат. Трето е на девицата, која се плаши, која ќе создадеш хипохондрија, која дополнително ќе си го разнебити здравјето заради тоа што психолошки влегла во некоја матрица на страв, на несигурност, на небезбедност. И автоматски, ако како медицинско лице или било како, пристапиш со една негативна енергија или со еден продуцирање страв или со црни сценарија, некои од зодијачките знаци, односно од пациентите, може тоа да се го попримат како една лоша сугестија и дополнително самите да си го разнебитат организмот. Бидејќи едно е тој генетски детерминизам, што ние придобиваме со раѓањето, односно на ниво на биополе на генетска структура, наследена од родители од предци, а сосема друго е епигенетика, колку социјалната средина, колку нашето обкружување, колку нашите мисли влијат на нашиот организам, на нашата личност. Астрологијата работи холистички, ги поврзува сите тие нешта и дава насоки. Го утврдува човековото тело, предиспозициите, аспектите, го утврдува човековиот ум, неговите карактеристики, неговите можности, затоа постои тоа трето поле, поле на свес, го утврдува шестото поле, полето на девицата, човековиот однос кон здравјето, човековите предиспозиции за надминување на здравјето, ја анализира 12-тата куќа или поле, кој е полето на рибите и полето на подсвеста. Што имаме во подсвеста, какви планетарни позиции, како да пристапиме, како да разрешиме. И на крај самото влијание на планетите. Во наталната карта, но и општо гледано, како моментални транзити и движење на планетите и какви аспекти прават. А во секој момент планетите се движат низ одредени зодијачки знаци, созвездија, и тие формираат аспекти. Формираат аспекти на мундано поле, тоа се вика политичко поле, глобално врз планетата Земја, но формираат аспекти кон поединецот. Они кои што си ја поседува својата натална карта, со неговата астрална точка. И тога создава настани. Понекогаш со нашето ниво на свес подигнатост, може да неутрализираме одредени планетарни влијани, одредени аспекти, а понекогаш ќе потпаднеме. Астрологот е тука за да го упати поединецот да му каже, тогаш кога се лоши аспектите не брзе, не трче, смири се, опушти се, работи на себе си. А тогаш кога се прекрасни аспектите, добри, позитивни, патувај, движи се, инвестирај, види во љубовта, создаде нешто добро, активирај се. Значи, тука е астрологијата битна, но еве секако веројатно ќе ме прашате за месечината и незиното влијание врз телесната тежина и врз емоционалната состојба на човекот. Да, тоа е едно, а пред тоа сакам да прашам за
спомна натална карта. Сега има луѓе што можеби не знаат што е тоа, некои луѓе што повеќе знаат, некои луѓе прашуваат и сакаат да прават натални карти. И тоа да се вратиме на почетокот, зошто е потребно да се направи натална карта и што е натална карта? Ова е повеќе рудиментарно прашање, но битно. Сашо, сега со развојот на технологијата, нели интернет технологијата пред се, телекомуникацијата и сите други аспекти кои ни се достапни, така што на мобилен телефон ние можеме да извадиме нашата натална карта. Да се прилепиме, што се вели, конектираме на некои сајтови, да запишеме податоци и да излезе нашата натална карта. Поентата е како ќе ја толкуваме и кој ќе ни ја толкува наталната карта. Веќе некои само наречени астролози прашање дали се астролози, како ги толкуваат и како пристапуваат кон нештата. Но всушност, со добивање натална карта, ние добиваме одредена насака, одредени преиспозиции. И наталната карта е животна карта, карта на раѓање, преку анализа на планетарните аспекти. И сега гледате, вие имате натална карта, секој од нас има натална карта. Таа е посебно оригинална и неменлива. Наталната карта е нешто што го имаме, што сме го задобиле со мигот на раѓање. Понатака имаме транзити. Со секое планетарно влијание нас ни се активираат одредени полиња. Ни се активираат одредени планети и се добива одредено сознание. Ако се добри транзитите, добри шанси за напредок. Ако се лоши транзитите, во нашата натална карта, потенцијална стагнација. Значи, во тој поглед покрај наталната карта се битни транзитите. Потоа е битен соларниот хороскоп или годишниот хороскоп. Секојаш кога во моментот на раѓање, нели, ние сме кога сме се родиле, сме добили позиција на сонцето во одреден степен, па и во одредена минута. Таа позиција на сонцето секоја година се повторува. Сонцето, знаеме, 365 дена му е потребно да направи една сончева револуција. Во тој поглед, кога ќе дојде моментот на поклопување на сонцето со позицијата која сме се родиле, ние добиваме соларен хороскоп, годишен хороскоп. И тоа може да биде поврзано со нов подзнак. Например, вие сте подзнак рак за цел живот, а подзнакот за оваа година од роден денот може да ви биде девица. И тоа дава една поинаква слика, поинаква насока, поинаква предиспозиција во текот на таа година. И затоа е клучна наталната карта, како животна карта, како нешто што сите ние го носиме и нешто што сите ние треба да го разбереме, не можеме идеално, бидејќи не сме астролози, односно луѓето не се астролози, но ние астролозите можеме да им помогнеме во протолкување на нивната животна карта. Каде е Сатурн? Таму е тежината. Таму имаме искушенија, таму ќе имаме борби и напнатости, таму може да имаме губитоци, таму на потежок начин ќе се експонираме. Еве, например, имаме натална карта на Македонија, имаме натална карта на поединецот. И поединецот и Македонија го имаат Сатурн во некое поле. Постојат 12 полења, секој поле означува некој сегмент од животот. 7-то поле го означува бракот, партнерството. 8-то поле е полето на сексуалноста, на смртта, на туѓите пари, на парапсихологијата, на скриените ресурси. 10-то поле е полето на кариерата, на статусот. 9-то поле е полето на знаење, на Бог, на мудрост, на сознание, на надсвест, на едукација, на патување. Второто поле е полето на парите, на системот на вредности, на самовредноста. Првото поле е полето на личноста, на предиспозициите, таму и подзнакот, какво е нашето тело, какви се нашите карактеристики. Значи, гледате, сега Сатурн некаде мора да падне. Ќе падне кај кралот и кај кралот Чарлс ќе падне во некој поле. Ќе падне и кај некој што работи во железница во некој поле. Ќе падне и кај тој абориджинот, ќе падне и кај некој што е од Шведска. Сите тие некаде Сатурн ќе го добиваат како позиција во натална карта. На основа на позицијата на Сатурн, ние туку утврдуваме каде е кармата, каде е тешкотијата, каде е борбата, каде е напнатоста. Нешто што не мора да биде вечно присутно. Ако е во поле на домот, има потешкоти со дом, со блиски, со семејни фактори, со одбоезведување, покрив над главата, низ призма на недвижност. Значи Сатурн е тој што оспорува. Да, ако е во 6-то поле на здравје, со здравјето, со работата, тешки услови на работа. Ако е 5-то поле околу децата, па нема да биде лесно да се создадат принови, односно новороденче, па ќе има некоја потешкотија, или нешто во љубовта, или некоја стара љубов, или приз превртени работи на тој план. Но Сатурн е во
картата на Македонија присутен у 10-тото поле. 10-тото поле е полето на статусот на претседатели, на премиери, на водачи, на оние кои што ја престуват нацијата. Сатурн е негативен, не дава добри резултати. Нашите водачи, нашите лидери не прикажа, не изнесува позитивни резултати. Дали е до Сатурн, дали е до народот, дали е до судбината. Зашто Сатурн не работи квалитетно? Но фактот е дека ние немаме резултати. Ако беше Јупитер во полето на лидерите, ако беше во полето на водачите, во тој случај веројатно ќе имаме подобра благосостојба, веројатно ќе имаме позитивни примери, веројатно нештото ќе одеа полесно. А ние, што се вели со децении, од лошо на полошо одиме. И ве еден добар доказ каде Сатурн паднал во наталната карта на Македонија. И автоматски ние ги имаме тие потешкоти, кога и како ќе се појави идеален лидер кој ќе го понесе народот, кој ќе зрачи со пример, кој ќе биде интелектуално духовно подкован и кој ќе овозможи еден вид на благодети или на правилно извршување на професионалната должност. Еве ви го Сатурн во хороскопот на Македонија. Македонија, родена за време на млада месечина, затемнување на сонцето. Уште еден проблем. Сонцето затемнато, волјата ја нема, луѓето се апатични, никакво чувство за напредок, загадени, загрозени, со чувство за миграција, односно за емигрирање, за одење во странство. Зашто? Што сонцето е виталитетот, е силата, е духот, е позитивитетот. И тоа нив им е оневозможено, бидејќи се одбрал не баш најидеален период ден, да се создаде нашата нова држава, нашата република, Република Македонија. Значи, гледате, тоа е во мунда на политичка астрологија. Во книгата анализирам не само Македонијевија предиспозиции, анализирам и Америка и нивните предиспозиции, нивните позиции планетарни, нивните околности кои како ќе следат. И да видите кај нив колку е фасцинантно, што кога е Сатурн во знакот на Близнаци, Америка е родена во знакот на Рак, со подзнак Близнаци, кога е Сатурн во Близнаци, Америка влегува во некоја светска војна, или се случува светска војна. Или во 1914 година, 15 и тоа Сатурн во Близнаци. Прва светска војна, Америка се инволвира. Или во 1942, пак он 45-та, Сатурн во Близнаци, втора светска војна. Или до 1971-72, Америка војна со Виетнам. 2003 година, 4-та, Америка ги напаѓа Ирак, потоа Афганистан, Сатурн во Близнаци. Сатурн... А следната кога е? Следната е 2030-та. Пишува во книгата се. 2030. Да, еве сега Доналд Трамп е роден во знакот на Близнаци. И не е случајно тоа. Нив е многу чисто присутен знакот на Близнаци. И таму имам анализа направено за американските претседатели кои дошле во година на нулата, ние да не го завршил мандатот. Да. Сите настрадале. Добро, или во 1980 година Роналд Реган завлакно се спаси од смртта. Да, Џон Хинкли се обидува да го Так. Ама тој имал астролог, Джоана Квигли, таа го советувала, го учела, го подготвила. Ненси Реган, сопругата на Роналд Реган, рекла, не оставаме на случајот, има тешко проклетство, дај да ангажираме астролог. Подосна таа Джоана Квигли напиша книга, во Америка е позната, како астролошки го советува претседателот на Америка. Што мислите, другите немале астролози? Не се консултирале. Еве, 2000 година, Џорџ Буш јуниор. И он го истера мандатот, иако за време на неговиот мандат имаше најголемиот терористички напад во историјата на Америка. На 11 септември 2001 година. Значи, видите, мандати поминати со искушенија со борби со неизвестности. Не случајно, нештата се поклопуваат, се преповторуваат. Нострадамус пишува за тоа, астрологијата асоцира на тоа. Наталната карта на Америка добро го отсликува тоа. И еве сега ова кога сме веќе кај Близнаци, значи Сатурн во Близнаци ќе дојде во 2030 година, ама затоа што он проаѓа по 29 години му треба за да го помине зодијакот. Од 28,5 години до 30 Сатурн го прави кругот во зодијакот. И секогаш се преповторува во рокот тие 29 години од прилика. Така што еве или до 1914, 29 година, нели му доаѓа кој 1943. Да. Пак војна, втората светска војна. Пак 29 години, 43-та ќе дојдете таму негдека 1972. Така? Од прилика и тогаш. И потоа пак тука ако поставите 2003 година, нели беше нападот врз Ирак. Нели
Америка повторно се инволвира. Да. После 2001 година. И сега рачунете таму за 28,5, 9, 30 години, следи Сатурн Близнаци. Сигурно ќе биде интересно. Сигурно ќе биде значено. Сигурно нема да биде така едноставно. Тоа е првото. Второто, Уран кога е во Близнаци, истото тоа го прави. Често има поклопување на Уран во Близнаци со Сатурн во Близнаци. Знаат да се поклопат. Ретко е, но еве со некои војни тоа се случи. Сега, од јуни 2025 година, Уран влегува во Близнаци. Дали вие чувствувате на глобално мундано поле дека нештата може да станат специфични? Ај така ќе кажам. Па да. Ај сега гледајте глобалната политика. Гледајте ги промените. Гледајте го како ќе се постават. Значи на подобро или полошо ќе биде, не знам. Па нема да биде на лесно. Сатурн во Близнаци е дефинитивно лош. Уран прави промени. Кои промени ќе се случат? Што ќе предизвика? За тоа што нема да биде премногу. 6-7 месеци ќе се задржи во Близнаци, пак ќе се врати потоа во Бик, за да понатака ќе влезе и 7 години ќе биде Уран во Близнаци. Во рок од 7 години ќе се манифестира. Но тоа е едното. Гледате се што се случува. Јуни 2025 година. Сатурн влегува во знакот на Овен. А Овенот е врзан, обично кога Сатурн транзитира во одреден зодијачки знак, добиваме глобални пореметувања. Кога Сатурн беше во знакот на Јарец, се појави пандемијата. Јарецот е врзан со економија, со крупен капитал, со сигурност, со екзистенција, со материјална состојба на живење или со просперитет, односно Сатурн кога се јавува, сето тоа го губиме. Корона кризата создаде економска криза. Помеѓу другото, освен што создаде здравствена проблематика и еден вид на масовен вид на смрт, од другата страна болести, од третата страна страв. Значи Сатурн во знакот на Јарец ја покажа својата манифестација, бидејќи во тој период и Плутон беше во Јарец. И они се сретна. И еве не случајно Плутон кој владее со микроорганизми, а за него детално пишувам и во оваа книга Астролошки записи. Заедно со Сатурн ја создадува таа една од најголемите пандемии кои што можеше да се случат. Потоа Сатурн влезе во Водолија. Кога влезе Сатурн во Водолија, дали се приближија или испровоцираа или натемпираа да има еден вид на закана од Русија. Значи, Русија е родена во знакот на Водолија. Сатурн се најде во Водолија. Кој беше загрозен? Русија. Русија со што одговори? Со напад. Автоматски и ден денес тој напад трае, но Сатурн во Водолија ја загрози Русија. Или автоматски се види дека тука ќе имаме потешкоти кои се рефлектира на глобален план. Водолијата исто така човештвото е глобалната состојба на живење. И дојдовме до економска криза, потенцијална, дојде до енергетска криза, дојде до проблеми поврзани со разни инвестиции, дојде проблеми поврзани со храна, со жито и така натака. Значи Сатурн во Водолија. Сатурн е моментално во Риби. Кој е врзан со рибите? Украина. Дали Украина добро поминува? Каква ќе биде судбината на Украина? Што ќе се случи со Украина? Додека Сатурн во Риби. Дефинитивно Украина страда. Зашто Украина е под влијание на риба. Да. Но, во овој поглед и рибата која сега ние ја чувствуваме, гледате имаме несигурност, имаме закана, имаме загадување, имаме чувство на загрозеност. Не знаеме што да очекуваме, има луѓето се изолираа, со туѓија, се создаде еден вид на колективен страв или колективна неизвестност. А Сатурн во Риби ќе биде до јуни 2025. Од тогаш Сатурн влегува во Овен. Сега, Овенот, со кои држави е поврзан? Со Германија. Кој ќе ја осети кризата? Германија. Дали уште сега се навестува дека Германија е во криза и дополнително ќе биде во голема криза? Дефинитивно ќе биде во криза. Во тие наредни 2,5 години. Дали ќе биде од економска гледна точка? Дали безбедностна? Да. Дали од аспект на цела или прогрес, нели он има голем вид на напредок во секакви пори. Они беа во една експанзија, но и со пандемијата, и со испровоцираната војна помеѓу Русија и Украина, Германија почна да стагнира. Прво е Германија под удар. Кој е друг под влијание на Овенот, а пишува во книгата? Во книгата има за сите зодијачки знаци и со кои земји и градови се поврзани. И аспектите на патување и кога е најдобро за патување. Значи, цела проблематика е анализирана.
Скопје е под Јарец, Македонија е под Јарец, но воедно е под Девица. Германија е под Овен. Израел е под Овен. Велика Британија е под Овен. Сатурн влегува во Овен. Дали на Израел ќе му биде лесно? Дали ќе може толку лесно да се наметнува? Дали нешто ќе се рефлектира и врз него? Или дали Сатурн во Овен е закана за светскиот мир? Еве, ајде земеме така. Зашто кога беше Уран во Овен, се случи арапската пролет. Значи, во тој период во рок од 7 години транзитот на Уран во Овен, едни би рекол народни револуции, а веројатно испровоцирани разузнавачки импулси, кои што вметна да дојде до промена кај во на арапска територија, во арапските земји. Дали Уран во знакот на Овен, ние го почувствувавме. Своевремено, рачунете таму пред 10 на 15, 12 години. Да. Дали Овенот тогаш донесе револуција, борба, конфликт и неизвестност. Потоа, Уран влезе во Бик. Уран е во Бик се уште. Скоро 6,5 години е во знакот на Бик. Дали со облегувањето на Уран во Бик имаше економска рецесија? Потенцијална економска рецесија. Дали имаше недостиг на храна? Дали има високи цена на храната? Дали има проблеми со житото? Дали има проблем со сигурноста? Дефинитивно. Сега Уран во Близнаци. Веројатно и на технолошки план, и на телекомуникацијски план, и на план на некои настани поврзани со одредени земји, ќе следат големи промени. Затоа, нашите почитувани гледачи можат да си ја прочитаат книгата Астролошки записи. Во неа се детално објаснети некои нешта поврзани со Македонија, некои нешта поврзани со глобалната состојба која треба да следи, и некои нешта кои се поврзани со нашиот зодијачки знак, со нашата натална карта, дадени се примери за некои личности, еве не кажавме ништо за месечината, како таа влие на телесната тежина. И како во периодот кога е млада и полна месечина, е неопходно да држиме диета и неопходно да внимаваме на својот организам, да внимаваме на психофизички план, да внимаваме на стрес, да внимаваме на разни негативни вибрации и емоции. Зашто? Затоа што сме најранливи за време на полна и млада месечина. И таму се дадени датумите кога е полна, кога е млада месечина и асоцирано е дека ете голем број на сообраќајки, голем број на некои стресни состојби поврзани со меѓучовечки односи, големи проблематики врзани со себе прифаќање, со сентиментално, со несоница, со анксиозност, со стрес, се поврзани со влијанието на полната младата месечина. Одлично. Ја мислам дека треба нешто да оставим и за гледачите да мотивација да ја прочитат книгата, каде може да се купи? Книгата ја има во култура, во Топер, во Или и во литература во Сити Мол, во Даймонд Мол, во Изгейт, на улицата Македонија и во Буњаковец. Значи книгата чини 600 денари и мислам дека астролошките книги се секогаш поскапи, а оваа цена за оваа книга не е премногу висока, затоа што овие области многу потикнуваат и многу отсликуваат како ние да се себе хармонизираме, како се потикнеме за напред. Но, ако нашите почитувани гледачи ја порачаат лично од мене книгата, цената е 500 денари. Промоција нели направивме во Скопје. Веројатно планираме крајот на ноември да направиме едно предавање организација на градската библиотека Браќа Миладиновци. И таму нешто ќе зборуваме за астролошки записи, иако таму подетално ќе зборувам за програмирање на умот. Утре, на 9 ноември, во 12 часот, ќе одржам предавање во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Битола. Значи, битолчани слободно може да дојдат, да посетат, да следат едно интересно предавање. Повеќе ќе зборувам за програмирање на умот, но ќе опатам дел и за астролошки записи. Така што, Сашо, благодарам, еве вака што ми ја возможивте да искажам барем дел од содржината на оваа книга, иако вие ја прочитавте, ја имате книгата и знаете колку се може да се зборува за областа астрологија. Апсолутно, благодарам што беше мој гостин. Благодарам што не следевте во ова интересно интервју. Јас ја купив книгата, ја читав, посебно интерес ми беше за Македонија, какви лидери треба на Македонија и астролошките знаци. Се надевам вие тоа ќе го направите. До следното видување, се најдобро.